Најново издание на регионалните вести. Верниците од исламска вероисповед денес го празнуваат Курбан Бајрам. Празникот се одбележува во духот на солидарноста и добрината. Празникот на принесувањето жртва Курбан Бајрам, кој е еден од најважните во годината за муслиманите, се прославува денес и од раните мугри џамиите се исполнети со верници. Со утринска молитва Сабах намаз, а 2 часа потоа и со Бајрам намаз почнува тридневната прослава во која почитта кон Аллах муслиманите ја искажуваат со колење курбан. Деновиве раздвижено беше и во близина на старото спортско игралиште во Тетово, каде што се вршеше масовна продажба на различен добиток по повод празникот. Верниците од исламска вероисповед купуваат добиток кој за здравје на најблиските го принесуваа како жртва. На Курбан Бајрам се врши ритуалното принесување жртва и оваа древна традиција се врши на одредени места. Се жртвуваат животни како овци, кози, крави, бикови, биволи. При тоа едно семејство принесува едно жртвено животно. Курбанот што се коле се посветува само на Аллах, но им припаѓа на сиромашните и на оние кои го слават. Месото се дели на 3 дела. Едниот се дава на сиромашните, вториот се приготвува за гоштевањето на роднините, соседите и пријателите, а третиот дел верниците може да го остават на своето семејство. Курбан Бајрам секогаш е дополнителен повод муслиманите да извршуваат добри дела. Традиционално се оди во посета кај роднините и најблиските пријатели, при што се даваат дарови и се донира за сиромашните. Курбан Бајрам се празнува 70 дена по првиот Бајрам во годината Фитер Бајрам. Со празникот Курбан Бајрам се крунисува аджилакот, кој важи за 5-ти темел на исламот, кој според верниците е доказ за солидарност и благосостојба. Празникот Курбан Бајрам е востановен во сеќавање за тоа како пророкот Ибрахим бил подготвен по заповед на Бога да му го принесе на жртва својот сакан син Исмел. За таа покорност и богобојазливост Ибрахим е упатен да жртвува овен, а синот да ја одбегне оваа судбина. Со Курбан Бајрам исто така завршува и хаџот, аджилакот на светите места во Саудиска Арабија поврзани со животот и служението на пророкот Мухамед. И годинава повеќе стотици верници од Македонија заминаа на најсветите места во исламот во Мека и Медина. Според исламската историја, денешниот празник Курбан Бајрам важи за голем Бајрам, поради тоа што по 23 години, колку што траеше објавувањето на Куранот, светата муслиманска книга, тој се комплетираше токму на денот на Арафат на Курбан Бајрам. Празничниот и неработен ден верниците од исламска вероисповед го искористија за семеен ручек, како и за посета на роднините и пријателите. Инаку поглаварот на исламската заедница во Република Македонија, господин Реис Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи, ја прочита бајрамската порака до верниците во просториите на Реисетот. По повод големиот муслимански празник Курбан Бајрам, председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов ја посети џамијата во општина Шуторизари, каде што присуствуваше на утринската молитва и на верниците муслимани им го честиташе празникот. Сакам на сите муслимани да им го честитам големиот празник Курбан Бајрам. Ова е празник кога треба да им се помогне на сите кои им треба помош, да им се даде утеха на сите што им треба утеха, да се биде солидарен и да се помагаат луѓето меѓу себе во добрите дела. Им посакувам тоа што го прават овој ден да го прават во текот на целата година, рече председателот Иванов. Тој порача дека во духот на нашата традиција е да се почитуваме меѓу себе, да ги почитуваме нашите разлики, да ги почитуваме нашите обичаи и да бидеме сплотени заедно како што биле нашите предци и нашите родители. Честитка до поглаварот на исламската заедница во Република Македонија, господин Реис Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи, до членовите на Ријасетот и на сите верници од исламска вероисповед во Република Македонија по повод големиот муслимански верски празник Курбан Бајрам, упати и премиерот Никола Груевски. На овој голем ден за сите припадници на исламската верска заедница би сакал да упатам искрена желба за среќни и благословени празнични денови минати во добро здравје со најблиските. Нека празникот донесе мир, спокој и беричет. Искрено верувам дека и понатаму ќе продолжиме заеднички да го зајакнуваме и надградуваме принципот на соживот, толеранција и пријателство, кој е карактеристичен за нашето општество. Се вели во честитката на премиерот Груевски по повод Курбан Бајрам. Курбан Бајрам се празнува и во кругот на семејствата. Една од главните карактеристики е посетата на роднините во текот на денот. Еве како се празнуваше во семејството на Шинази Адили. Според традициите на празнување и семејството Адили во Тетово денес со сладки ги пречекуваше роднините и пријателите. По утринската молитва и семејниот ручек, значен дел од одбележувањето на празникот е посетата и честитањето на Курбан Бајрам на најблиските. Што се однесува до празникот Бајрам, Курбан Бајрам, традиционално празникот почнува од сабајле, од 5:30 се оти на молитва во џамија.
откако ќе се обави молитвата, сабајлешната молитва и молитвата за Бајрам, после тие кои имаат починати од роднинава ги посетуваат гробиштава. Од гробиштава се враќаат дома и се припрема доручекот, односно ручекот на Бајрамот, што се вика. И после мажите се организираат претежно, обичај е да се оди кај мажените девојки најпрвин, таа првото колено кај децата кои ги има мажено и тие работи, после кај браќата, браточедите и така. Обичајно фамилиите претежно се организирано, да речеме, ние тука сме една поголема фамилија и сите помлади се организираат и одат организирано кај фамилија. А по старите генерации, да речеме, како мене и по старите, татко ми е доле, остануваат дома и ги причекуваат гостите. Празникот е добродојден во смисол за да можеш да се видиш со пријателите, со фамилијата и со сите други. Динамичен не е доста животот, нормално и самиот систем кој го живееме сега, капитализмот е таков. Треба многу да се работи за да може да се остварува помалку. Така да символиката на празниците е тоа. Една добра култура во смисол да се негуваат и да се славаат празниците за да можеме да се видиме со пријателите, со познатите, со фамилијата и со се друго. Останатите денови не се претежно за обврски. Па, еве овој празник, да речеме, традиционално велат дека е 7 дена празник. Меѓутоа, славата на празникот не може да биде поиќе од 2 дена, нели? Сите се вработени. Децата по училишта, по студии, по факултети и по чуда, така да не може да се слави 7 дена, меѓутоа првите 2 дена, останатите денови се почнува со работа и со секојдневните активности. Една од карактеристиките при домашното празнување е принесувањето на повеќето видови сладки за гостите. Во суштина традиционално останаа таа баклава бајрамска. Недавно гледате и исламската верска заедница веќе го направија како традиција и ги кани сите служби на државата и политичките партии на бајрамска баклава. Значи, остана тоа традиција. Јас лично не знам да ви објаснам од кога и како, меѓутоа, од како памтам, јас како мало дете, знам дека за Бајрам мора да се има сладко и претежно баклавата е приоритет. Премда сега, нели, условите се малце подобри, си има се и се што, едноставно сега се спремаат и други сладки, и други јадења и се друго, оти колку толку си живееме малце подобро во однос на, да речеме, тога кога било традиција, да речеме, пред 50 години, што сладките се правеле само за Бајрам. Сега, помладите генерации, нели, не дека баклавата не го користат како така, меѓутоа им стана како демоде баклавата и се има и други сладки и тие работи. На Курбан Бајрам се врши ритуално принесување на жртва, односно курбан. Се жртвуваат животни како овци и бикови, а месото се дели на 3 дела. Курбан Бајрам прославен и во Гостивар. Муслиманските верници празнувањето го започнаа со молитва, а потоа според обичаите и традициите продолжија со посети на роднините и пријателите. Верниците од исламска вероисповед во Гостивар го слават празникот Курбан Бајрам. Неколкудневното празнување традиционално започна со молитва, сабах намаз, па потоа Бајрам намаз во џамиите, кој беа место каде што утрово се собраа муслиманските верници. Славењето потоа продолжи со најблиските. Според обичаите се посетуваат роднини и пријатели со честитки и желби за благосостојба и солидарност. Празникот го карактеризира принесувањето жртва курбан, обичај кој го изведуваат сите кои имаат можност. Од месото потоа се раздава на сиромашните и соседите. Во обраќањето на гостиварскиот муфтија Шакир Ефенди Фетаху по повод Курбан Бајрам се вели: овој празник нека се тргнат настрана љубомората и нетрпеливоста и братски да се подадат рацете. Нека завладеат мир, просперитет и среќа во вашите семејства. Празникот нека послужи како инспирација за единство, разбирање и љубов. Курбан Бајрам се слави 70 дена по Фитр Бајрам и го обележува денот кога е комплетиран Куранот. Денешниот ден е прогласен за неработен за сите припадници на муслиманската вероисповед.
Есента официјално пристигна, а со неа и ризикот од повеќекратно зголемување на концентрацијата на канцерогените PM10 честички во воздухот. Ако тетовци досега дишеа загаден воздух, секое палење на смет или огревно дрво само дополнително ќе ја влоши состојбата. Ризикот од повеќекратно зголемување на концентрацијата на канцерогените PM10 честички во воздухот дојде со официјалното пристигнување на есента. Ако тетовци досега дишеа загаден воздух, секое палење на смет или огревно дрво само дополнително ќе влоши состојбата. Освен сообраќајот како еден од константните причинители на аерозагадувањето, Министерството за животна средина и просторно планирање апелираат во периодот што следува да не се користи за затоплување на просториите прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал, но и правилно да се користат печките за дрва. Ако вчера на некој од мерните места во Македонија имало благо надминување на граничната вредност на среднодневната концентрација на суспендирани честички од 50 микрограми на метар кубен воздух, на мерното место Тетово била измерена вредност од 81 микрограми на метар кубен воздух. Само ден пред тоа тетовци дишеле воздух во кој концентрацијата била за повеќе од 2 пати повисока од безбедната по здравје вредност. Тетово од почетокот на годинава, заклучно со вчера, има 252 дена со аерозагадување, а вториот град по загаденост во Македонија, Кичево, има за половина помалку денови со загаден воздух оваа година, односно вкупно 121. Се додека трае ваквата состојба, лекарите препорачуваат децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено, а другите да ги ограничат движењето и активностите во најзагадените зони од градот. Инаку на интернет страната на Министерството е објавено дека PM10 честичките потекнуваат од сообраќајот, дизел машините, термоелектраните, индустријата и печките на дрва. Изложеноста на аерозагадување е поврзано со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување од полесен тип како иритација на очи, па до оштетување на бели дробови, астма и бронхитис, како и оштетување на срцето, крвните садови и нервниот систем, а во најлош случај и рак. 46% од населението добива фискални сметки, што покажува дека сивата економија е подоминантна во секојдневните трговско-економски процеси, се вели во анализата на Центарот за истражување и креирање политики. Полошкиот регион е еден од најпогодените од сивата економија. Тоа резултира со уплаќање на помалку даноци во општинските буџети, а со тоа граѓаните добиваат помалку услуги. Додека унифицираните општински тезги стојат собрани на еден куп веднаш до нив, продавачи на импровизирани трговски места секојдневно во Тетово заработуваат за живот, без да плаќаат давачки даноци и да издаваат фискални сметки. Оваа слика како да е потврда на анализата на Центарот за истражување и креирање политики, во која се тврди дека во Полошкиот регион огромен број луѓе екзистенцијата ја заосноваат на сивата економија, но воедно тоа е најголемата причина за нискиот стандард и сиромаштија на населението. Во Полошкиот регион проблем е издавањето на фискалните сметки и самото волја на граѓаните за барање на истите. Тоа понатаму се одразува нели на буџетите на општините кои што оперираат тука, тоа се одразува понатаму на услугите кои што ги добиваат и нели спремноста за реакција при разни непогоди, како што се случи пред некое време, и мораме да потенцираме дека дел од причината за големината на проблемот кој што се случи е токму немањето на средства кои што доаѓа од неплаќањето на даноци кои што би се влијале во квалитетот на тие услуги, би се заштитила локалната популација. Значи тоа треба да се напомене на политичките лидери и на вработените во администрацијата локална со цел да дадат подобри услуги, а и да ја поврзат, значи да дадат објаснување на популацијата која што живее тука дека даноците се директно поврзани со услугите кои што ги добиваат. Ранливите категории граѓани, оние со најмалку образование и квалификации, се најчестите жртви на сивата економија. Тие поради недостигот на работни места најмногу работат во зоната на сивата економија. Најчесто трговија во која нема фискални сметки, не им се плаќаат придонеси, а платата ја добиваат на рака во готовина. Невработеноста во Полошкиот регион е забележително повисока од просекот во Македонија и затоа претпоставувам дека значи политичките чинители кои што се вклучени во владата треба повеќе да посветат внимание
на активни мерки за вработување во соработка со Агенцијата за вработување и Министерството за труд со цел згрижување на најранливите групи и невработените, наместо чисто фокусирање на исполнување на Охридскиот рамковен договор, да речеме, со тоа што опфатот би се зголемил на популацијата и на крај бенефитот би имала локалната популација во Полошкиот регион. Иако далеку поброен по население, Тетовскиот регион за разлика од Штипскиот има помалку активни фискализирани даночни обврзници, покажува статистиката на Управата за јавни приходи. Полугодишните бројки велат дека во Тетовската дирекција се регистрирани 5900 фискализирани обврзници, додека во Штипската речиси 8000. Тешка кражба во Тетовското село Јажинце бележи денешниот полициски билтен. Во него информација за пронајдени 1000 исечени стебла даб и габер. Во отсуство на домашните преку пластичен прозорец од бањата, засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 64 годишната ХМ од Тетовското село Јажинце. Преку прозорецот влегле внатре и целосно ги пребарале сите простории во приземјето, пошто од спалната соба одзеле 9 парчиња разновиден златен накид, лаптоп, 3 таблети и мобилен телефон, информира СВР Тетово. Покретот под покривот, каде се искачиле, исто така одзеле 2 бормашини, комплет бурги, шлајферица, електрична пила, моторна пила и 2 куфери со разновиден алат, а потоа незабележани од никого ја напуштиле куќата. Извршени увид, фотодокументирани се провалените простории и се работи на откривање на сторителите. Додека вкупната материјална штета според собственичката се проценува на 120.000 денари. Денешниот полициски билтен информира и за пронајдени исечени стебла даб и габер. Имено во периодот помеѓу 15 јули и 15 септември за сега непознати сторители на површина од 60 декари во местноста Крушка на подрачјето Стримница, Долна Лешница, Челопек пресекле 1000 стебла даб и габер со пречник од 20 на сантиметри, од кои 40 до 50 вчера биле пронајдени на таа локација. Извршени увити се расветлува кој и кога ги пресекол стеблата и каде се транспортирани потоа. За прв пат во Тетово ќе се организира литературно-музички настан. Манифестацијата Креативни точки ќе се случува во Духовно-културниот центар Кирил Пеќиновиќ во Лешок во петок со почеток во 19 часот. Идејата за организирање на оваа манифестација е востановена на Центарот за култура и културолошки студии во Скопје. Востановена оваа организација, невладина организација, пред 2 години со желба на точно овие работи кои што ги напомнав да се креат, да дојдат до израз и да се инициира една ваква активност. Оваа манифестација за прв пат сега организираме на некој начин со многу голема брзина во краток временски период, но нашата желба е да оваа манифестација не трае само една година, не биде само за една употреба, туку нашата идеја и плановите се да и во иднина прерасне во традиционална манифестација, затоа што сметаме дека на тој начин ќе можеме повеќе да дадеме можност и, како што реков, за многу млади луѓе во иднина да дојдат до израз. За следната година предвидено е во пределбите на оваа манифестација да биде распишан и конкурс, на кој што конкурс еминентни писатели ќе го вреднуваат трудот на младите автори и на кој конкурс ќе биде и награди, ќе има и парични со некој начин. Тоа ќе биде и гаранција, бидејќи за оваа манифестација веќе ќе застанат и неколку издавачки куќи, кои што потоа ќе ги објават овие трудови на овие млади автори. Тие веќе зад себе си имаат и своји објавени трудови, многу мина од нив, но имаат некои можности за прв пат да на овој начин се презентираат и направат еден исчекор на полето на пишаниот збор со објавување на свој дела. Така да во рамки на манифестацијата ќе сите оние кои ќе дојдат ќе присуствуваат, ова е на некој начин и покана до нашите сограѓани, сите љубители на музичкиот израз и на пишаниот збор да присуствуваат на оваа манифестација. Ќе биде во петок на 25 во 19 часот. Околу 2 часа се надевам дека ќе поминат убаво, ако едно што и од основните цели на сето ова е дружењето, изближувањето и разменувањето на искуства помеѓу луѓето. Во сабота ќе има и трибина во 11 часот во манастирскиот комплекс, точно
за културата помеѓу младите луѓе. Значи, на некој начин сакаме да инициираме и луѓе кои што не се бават со ова, но се културни работници, а воедно сакаме да ги поканиме и представниците на младинските организации при политичките партии, да и тие присуствуваат, затоа што на некој начин сметаме дека таму им е местото да го слушнат мислењето и желбите и потребите на младите луѓе. Така да, ова е на некој начин повик и иницијатива за создавање на една манифестација. Знаеме дека Тетово како град во сите овие изминати години, сите манифестации кои што се инициирани, делуваат долги години, меѓународна сребрна преведувачи, Техо фестивалот, ансамбли, литературни клубови, така да сето тоа е во интерес на културата на градот и сакаме да негуваме една традиција која што навистина сите нас ни е потребна и на тој начин ќе го докажеме нашето постоење и нашето битие на овие простори. Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации отвара нов камп со 1000 кревети и друга неопходна опрема на границата меѓу Грција и Македонија. Кампот е во близина на Идомени и има за цел да им понуди привремено засолниште, како и здравствена грижа на бегалците од Азија и Африка. Идејата е луѓето да можат да се одморат неколку часови пред да го продолжат нивниот пат, велат од УНХЦР. Скоро 5000 луѓе минуваат дневно преку Идомени кон западните европски земји. Во изминатите 24 часа МВР има издадено потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на вкупно 2084 странски државјани. Според државјанството најбројни се државјаните на Сирија 1013, Авганистан 631, Ирак 334 и други. Во периодот од 19 јуни годинава издадени се потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање на право на азил на вкупно 94.842 странски државјани. Од започнувањето на издавањето на потврдите до оделението за азил се поднесени 50 барања за признавање право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Европската комисија соопшти дека подготвува пакет од дополнителни 17 милиони евра за земјите од Западен Балкан, кои се соочени со големиот прилив на бегалците. Србија и Македонија се соочија со неочекуван прилив на бегалци, што многу е оптоварена нивната инфраструктура. Приоритет е да се избегне ова да прерасне во нешто повеќе од краткорочна ситуација, се вели во соопштението. Комисијата во соопштението вели дека на овие земји им е потребна поддршка и со совети за работа за директна помош и згрижување на бегалците. Според најновите информации на саудиските власти, над 453 луѓе загинале, а 719 се повредени во метежот и стампедото во близина на исламскиот свет град Мека. Стампедото се случило за време на одржувањето на големиот обред за празникот Курбан Байрам. Стотици илјади луѓе се наоѓаат во тоа подрачје каде што фрлаат камења врз символичната представа на ѓаволот. Ова е втора голема трагедија во Саудиска Арабија во текот на еден месец. На 11 септември во џамијата во Мека загинаа 111 луѓе кога врз нив паднал еден кран. Најмалку 25 луѓе загинаа, десетици се повредени во терористички напад врз шиитска џамија во Сана за време на молитва за денешниот муслимански празник Курбан Байрам. Двајца напаѓачи активирале експлозив што го носеле на себе во џамијата Балили, во близина на полициска академија во квартот Сафија, во јеменскиот главен град, кој веќе една година е под контрола на шиитските бунтовници. На првиот ден од новата посета на Соединетите држави, папата Франциско повика на натамошна акција околу климатските промени. Тој пред 11.000 луѓе пред Белата куќа изјави дека проблемот не треба да им биде оставен на идните генерации. Папата го пофали американскиот претседател Барак Обама за тоа што се фокусира врз прашањето за зачувување на животната средина.
Генералниот директор на Volkswagen Мартин Винтеркорн поднесе оставка поради манипулација во тестовите на дизел автомобилите на пазарот на САД. Тој во соопштението наведува дека е шокиран од случувањата во последните неколку дена. Ова го правам во интерес на компанијата, иако не бев свесен за било какви лоши постапки од моја страна, се вели во изјавата. Германските јавни обвинители денеска започнаа кривична истрага за скандалот со фалсификуваните податоци за емисијата на штетни гасови, во која инволвирана германската компанија Volkswagen. Руски истражители ги есхумираа податоците на цар Николај II и неговата сопруга Александра во рамките на новата истрага за убиството на семејството Романов во 1918 година. Поред истражната комисија, тоа било потребно за да се потврди дали овие остатоци во катедралата во Санкт Петербург навистина им припаѓаат на членовите на царското семејство. Романови беа симнати од власт во 1917 година, пошто царот Николај, неговата сопруга, 4 ќерки и синот беа убиени во Екатеринбург на Урал во 1918 година. Денес имавме претежно сончево време со мала до умерена облачност. Во ноќните часови се очекува нестабилна облачност со поројни врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 19, а дневната од 19 до 27 степени. Нестабилното време ќе продолжи и утре. Предпладне ќе биде умерена облачност со сончеви периоди, а во попладневните часови нестабилно со локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 7 до 18, а дневните од 15 до 25 степени. Временската прогноза е последната информација за овие регионални вести. Пријатно!